Тек допрва иде тоа што јас го нарекувам смртни правни пречки или несоборливи правни пречки за да овој договор никогаш не стапи на сила. Првата пречка е ветото на председателот, значи да помине ратификацијата, еве, карикираме, поминува, на краја доаѓа суспензивното вето на председателот на Републиката. По суспензивното вето оди на второ гласање, доколку и тогаш помине доаѓа джебното вето, како што беше со законот за јазици. Имено тој закон никогаш не стапи во сила, не може ни да стапи. Вториот е Уставниот суд. Имено тие велат Уставниот суд не е надлежен да оценува меѓународни договори, меѓутоа забораваат дека во 2002 година, јас се имам одлуката на Уставниот суд, Уставниот суд го укина токму билатералниот договор помеѓу Република Македонија и Грција за нафтоводот, тако ви текнува, тоа е случајот Окта во времето на Ѓорѓиевски. Третиот смртоносен удар против овој договор ќе биде референдумот. Зошто? Доколку опозицијата реши да бойкотира, нешто слично како во 2004 година, кога тогашната власт реши да го бойкотира со слоганот некои прашања не заслужуваат одговор. Значи ова ќе им се врати како бумеранг, бидејќи ова прашање на вистина не заслужува одговор. Бойкотот е најефикасното средство против референдум. Четвртиот е собранието на Република Македонија. Договорот предвидува прво референдум, па потоа промена на устав. Нема промена на устав без 2/3 од мнозинството. Тоа значи дека доколку ДПМН е гласа за промена на устав, тоа ќе биде катастрофално, верувам, по нивната политичка иднина како десница во Македонија. Исто е и со јазикот. Јазикот, колку да биде јасно за гледачите, е решено прашање во 77 година. Значи навлегува во прашања кои до сега се сметале за стекнати права. Значи станува збор за елементарно право на само идентификување и самоопределување. Алтернативата е интерпартес договор со Грција во иднина, значи кој што ќе важи, тие беа и на Глигоров позициите од почетокот, значи кој ќе важи само меѓу нас и Грција, а светски ние да отпочнеме меѓународно правна процедура пред Обединетите нации, и тоа многу битно. Значи ова е непромислен потек на Социјалдемократскиот сојуз кој што вратија во живот еден политички мртовец, условно кажано. Значи, Ѓорѓе Иванов беше безгласен председател сите овие години и на крајот во последната негова година овие му дадоа пенал за да испадне национален херој и спасител на Република Македонија.